Случајот со бруталното врсничко насилство со горење на пикавци и понижување во Ѓорч, оној со силување на 14 годишно девојче од вработен во училиште, но и неколкуте со сексуални вознемирувања врз ученички, го вклучи црвениот аларм на надлежните за засилена контрола во училиштата. Освен активирање на старите механизми, дежурање на наставници, походници, министерката за образование Весна Јаневска најави лиценци и дополнителни обуки за училишните психолози. Во меѓувреме, локалните власти ќе наложат мобилните телефони за време на наставата да им се одземаат на учениците во сите скопски средни училишта. Јаневска смета дека психолозите мора да бидат лиценцирани за да умеат прецизно да препознаат опасност од врсничко насилство, но и педофилни дејствија од страна на колеги. Превземаме мерки за да се справуваме со тоа. Јас ке се обратам уште еднаш до наставниците кои се колеги на оние кои го вршат нелегалното дело, но и се наставници на учениците кои треба да бидат заштитени од оние кои ги немаат не спроведуваат одредени недозволени дејства, во овој случај велите педофилија. Она што ќе го направиме е тоа да го зајакнеме приправничкиот испит, затоа што навистина таму се неопходни промени и дополнително ќе почнеме иницијатива за лиценцирање на психолозите, чија основна улога би била да детектираат било каков проблем во училиштето. Проблемот е комплексен, смета Јаневска, која посочи дека освен засилена контрола во училиштата, потребно е да се вклучат и семејствата, бидејќи сепак се доаѓа од дома. Тие се луѓето кои се одговорни за однесувањето на учениците и мирната средина во училиштето, но сакам да нагласам, децата не стануваат агресивни во училиштата, тие од надвор доаѓаат полни со агресија во училиштата, па затоа не е одговорно само на наставниците, на целото општество и треба да се работи и со родителите, и со социјалните служби. Проблемот е комплексен и треба да биде опфатен од сите страни. Надлежните уверуваат дека секој случај се пријавува и органите на прогонот си ја вршат работата. Во најактуелниот случај периодов со врсничкото насилство во Ѓорче, за 4 малолетнички судот допрва треба да одлучи дали ќе ги прифати предлог мерките за предпазливост што ги побара обвинителството, што може да бидат забрана за приближување и контакт со жртвата и ограничување на движењето на одредени места.